Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани планира да потроши близу 1.700.000 денари за набавка на бетон, што ќе се користи за изведување на градежни работи на повеќе локации во градот и населените места. Јавниот повик за прибирање понуди е веќе објавен и по изборот на давател на услугата, бетонот ќе се користи сукцесивно според потребите во наредниот период. Локалната самоуправа на Кочани ќе продолжи со изградба на потпорни ѕидови на повеќе локации каде што е предвидено да се градат улици или пак како превентива од одрони. За оваа активност се планира од општинскиот буџет да се наменат близу 27.000 евра, како дел од ставката за изградба и тековно одржување на комуналната инфраструктура. Јавниот повик за избор на давател на услугата е веќе објавен и прејавувањето на заинтересираните фирми трае до 16 септември. Во предвидените ставки во техничката спецификација е наведено дека се планира да се набават и вградат 288 метри кубни готов бетон со квалитет МБ30. Исто така, планирано е и бетонирање на 2880 метри квадратни, како и така наречено двострано оплатирање и вградување бетон за потпорни ѕидови на 60 метри кубни. Со техничката спецификација на објавениот јавен повик за избор на давател за услугите е нагласено од и набавениот бетон треба да ги задоволува потребите од водонепропустливост и отпорност на мраз до 50 циклуси. Исто така се бара од изведувачот вградувањето да го изврши во нормални временски услови. Инаку набавката ќе се извршува сукцесивно во наредниот едногодишен период според потребите на локалната самоуправа. Носителот на набавката е должен да ја испорача, односно да ја транспортира нарачаната количина готов бетон со миксер на оддалеченост до 10 км на подрачјето на општина Кочани. Рокот на испорака е 3 дена од денот на нарачката, а количината треба да се вгради на места и на начин што ќе го определат надлежните лица од секторот за урбанизам на општина Кочани. Изменет возен ред и намалување на бројот на возовите на локалните линии започнаа да реализираат од македонски железници. На правецот Скопје-Кочани и обратно наместо во 2, сега ќе има железнички превоз за патници само во еден термин. Од почетокот на оваа недела македонски железници започнаа со примена на изменет возен ред, што доаѓа по завршувањето на летната сезона и зголемените потреби за превоз на патници, пред се ученици и студенти. Со ваквите промени се намалува бројот на возови што ќе се обраќаат на повеќе правци во државата, меѓу кои и кон Кочани. Според информациите од железници, од Скопје кон Кочани наместо 2, како што беше во изминатите 3 месеци, ќе се обраќа само еден воз. Според утврдениот возен ред, тргнувањето од Скопје за Кочани ќе биде во 1 часот и 54 минути, а враќањето од Кочани за Скопје е во 5 часот наутро. Тоа значи дека патниците ќе немаат веќе можност да користат железнички превоз во термините од 15 часот и 22 минути во правец на Кочани, односно од 19 часот и 30 минути во правец на Скопје. Ваквата измена доаѓа по 3-месечниот период во кој беше воведен зголемен број возови кон оваа и останатите линии во државата. Инаку, од македонски железници воведуваат и по една линија помалку на правците кон Кичево и кон Гевгелија. Истовремено, укинати се меѓународните линии кон Белград и Солун, односно до главните градови на овие соседни држави не може воопшто да се патува со воз. Од јавното предпријатие Македонски железници нема официјално известување за причините поради кои е редуциран возниот ред и зошто се укинуваат дел од возовите што превезуваа патници во текот на летото. Во петокот навечер во полициската станица во Кочани 52 годишен граѓанин пријавил дека пред неговата куќа пронашол непознато машко лице облеано во крв, кое било неконтактибилно. Во петокот околу 21 часот и 50 минути во полициската станица во Кочани 52 годишниот ПС пријавил дека пред неговата куќа пронашол непознато машко лице кое лежело на грб облеано во крв. Од страна на итната медицинска помош, лицето било пренесено во медицинскиот центар во Кочани, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Лицето имало исеченица во задниот дел на главата и краварење од ушите. Поради сериозноста на повредите, веднаш било пренесено во ургентниот центар во Скопје.
Од извршениот увид што го направиле полициски службеници, констатирано е дека лицето најверојатно се здобило со повреди на главата при пат од неоградената тераса на куќата на пријавителот. Тоа паднало од височина од околу 3 метри на бетонската површина во дворот. Кај повреденото лице не биле пронајдени лични документи и не е утврден неговиот идентитет. Преземените мерки од страна на полицијата треба да помогнат за расчистување на случајот. Муслиманите го слават Курбан Бајрам. Тоа е денот кога им посветуваат внимание на сиромашните и принесуваат курбан, што представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот. На празникот му претходи неколкудневен пост. Курбан Бајрам значи доближување кон Аллах и со принесувањето курбан муслиманските верници се доближуваат кон Аллах, затоа што курбанот според нив е Божја обврска. Тука се зема социјалниот момент во преден план, затоа што курбанот представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот, врска помеѓу муслиманот и христијанинот и помеѓу сите други различни структури. Тоа значи дека ако богатиот може да приложи курбан, а сиромашниот не може, тогаш богатиот треба да му даде на сиромашниот за да се израдува и тој. Значи моментот на радост на сите е сушност карактеристично за празникот. Богатите што имат должни да даде. Ако има 100 овци, 2 овци треба да поделе на сиромаса. Ако има телиња многу, еден теле мора да го двое. Тоа е закон кај нас. Сабале тоа беше молитвата, Курбан Бајрам, молитва се правеше и секој сега на ручок оде, собира се фамилијата, готе, јаде, пие и гости, идат постарите, идат помладите од старите, како прочка. Ако е карано, да иде, да се опросте. Во тие земји каде што се пренесува курбан, владае мир, затоа што со принесувањето се спречуваат меѓусебните расправи и кавги. Инаку, ден пред празникот муслиманските верници се собираат на молитва, зашто претходно мора да се измијат на чешмата што се наоѓа во дворот на џамијата, со цел да влезат чисти во неа. Празникот го дочекуваат со молитва, на кој му претходи еднонеделен пост. Љубовна сиромаштија од Аника Илиевска-Ѓоргиева покрај Вокучани и Штип беше промовирана и во Пореч, Република Хрватска, кога представници од општината и фолклористите од ансамблот Кочани престојуваа неколку дена во хрватскиот град. Во Пореч, Република Хрватска, при неколкудневниот престој на фолклористите и представници од општина Кочани, пред хрватската публика беше промовирана стихозбирката под наслов Љубовна сиромаштија од Аника Илиевска-Ѓоргиева. Станува збор за трето поетско дело на Илиевска-Ѓоргиева. Преку книгата, авторката посега кон длабочините на човековата страдална екзистенција и ја растреперува суптилната срцевина на богочовеколюбието. Со песните од Љубовна сиромаштија, авторката пренесува известни пораки за сваќањето на животот. Насловот упатува на тоа како таа го доживува светот и животот, односно дека имаме се, но ни недостига љубов во општа смисла на зборот. Во секоја песна настојува да ја потенцира верата кон Бога, милосрдието, смирението, правдата и вистината. Во книгата авторката порачува решенијата на секојдневните искушенија од современиот материјален свет да ги бараме во духовното, во верата во Бога. Сите песни алудираат на тоа. Уметноста ја доживувам како дар Божји, кој што од една страна не возвишува нас уметниците, значи не прави поинакви од другите, бидејќи можеме да ги согледуваме, да ги перцепираме и да ги кажуваме или реализираме работите поинаку од другите, а од друга страна пак не прави одговорни, значи не прави на некој начин мисионери, бидејќи имаме задача тоа што ни е дадено како дар Божји да го пренесуваме, да пренесуваме порака преку тој дар, дали е тоа музика, дали е сликарство, дали е драма, дали е поезија, сеедно, значи ние имаме да пренесеме порака и треба тоа да го направиме секако успешно и одговорно. Аника Илиевска-Ѓоргиева досега има објавено 2 поетски збирки: Време во рамка во 1997 година и Гледачи на земја 2001 година, а освен поезија го негува и краткиот расказ и сатирата.
Во вторник, манастирот Свети Спас кај Драгобраште ќе биде духовна екскурзија за 15 пензионерски здруженија од Истокот. Виничкото здружение ќе биде домакин на третата духовна средба за пензионерите од Македонија. Пензионерите од Истокот во вторник на 13 септември се сраќаваат во Виница, во природниот раскош на манастирот Свети Спас во село Драгобраште. Средбата е традиционална, а годинава и јубилејна за третото доба. Совпаѓа се со денот на осветување на манастирот, а и 70 години од јубилејот на првото пензионерско здружување во Македонија и рачунаме тоа да го изведеме заедно на Свети Спас манастирот. Имаме веќе испратено покани до 15 здруженија во Источна Македонија и дел од други здруженија со кои имаме добри односи и рачунаме на доста големо присуство и една добра забава за пензионерите. Што се однесува до испораката на дрва пак преку здруженијето, реализацијата оди тековно и според најавите. До почетокот на октомври ќе биде завршена. Работи се за буката која е скоро 100% донесена. Меѓутоа со давот имаме малку проблеми и рачунаме дека до крајот на септември можда ќе се завршат. Како што информираа од Виничкото здружение, од запишаните 3600 метри кубни дап и бука преку здруженијето не се дистрибуирани уште 700 метри кубни. Караванот на слободата започнува со представување на своите активности во општините во источниот регион. В четврток, со почеток во 12 часот, започнуваат настаните во Штип, а во текот на денот караванот ќе продолжи и во соседните општини. Во Кочани програмата со музички и поетски настани ќе започне во 18 часот. Четврток, 15 септември, караванот на слободата ќе ги представи своите активности пред граѓаните на Штип, Чешиново, Облешево, Карбенци, Радовиш, Свети Николи и Кочани. Настаните ќе започнат во 12 часот на плоштадот во Штип, каде што тимот на невладината организација Цивил ќе одржи пресконференција на која ќе ја презентираат програмата за престојните настани на караванот. Потоа ќе продолжат и во соседните општини, каде што активистите на Цивил пред граѓаните ќе ги презентираат целите и програмата на караванот на слободата. Во Кочани програмата ќе започне во 18 часот со одржување на музички и поетски настани. В петок, 16 септември, на градскиот плоштад во Штип, караванот организира голем мултимедијален настан. Програмата вклучува музички концерти, визуелна уметност, театарски и поетски перформанси и културни активности кои опфаќаат различни општествени прашања. Од соседните општини ќе биде обезбеден бесплатен превоз. Караванот на слободата е 3-месечен фестивал што е организиран од Цивил, Центарот за слобода и поддржан од УСАИД, што ги користи уметноста и културата за да влијае на засилување на граѓанската свест и граѓанското учество. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра второто коло од првенството во третата фудбалска лига Исток. Осогово гостуваше во Струмица на надпреварот против Тиверија и доживеа пораз од 3:1. Фудбалерите на Осогово со пораз се вратија од гостувањето во Струмица против третолигашот Тиверија. Иако пред надпреварот отпатуваа како фаворити, особено по победата во првото коло од овогодишното првенство против Работник, кочанските жолтосини примија 3, а постигнаа само 1 гол, со што не ја остварија најавата дека можат да направат изненадување. На тој начин вредните струмичани се излекоа за поразот, што со ист резултат неколку дена претходно го претрпеа на домашен терен од Овчеполе. На средбата со кочанскиот третолигаш Тиверија прва дојде во водство, уште со првиот удар кон гостинскиот гол, а предноста беше зголемена по досудениот пенал за домакините. Таквиот резултат им помогна да продолжат со нападите во обид да постигнат уште некој гол. Сепак, осоговци се соземаа и до крајот на првите 45 минути преку Тодоров успеа да намалат на 2:1, резултат со кој се отиде на пауза. Во вториот дел од надпреварот на теренот имаше подсврста игра и поголемо залагање на двете екипи, но наместо да продолжат со обидите да го изедначат резултатот и да извлечат барем бод, гостите од Кочани примија уште 1 гол, со што ги оставија бодовите во Струмица. Во следното трето коло од првенството што ќе се игра в недела, Осогово на стадионот Никола Мантов го пречекува Овчеполе од Свети Николе.
Виничка Слога 1934 пак во второто коло играше на домашен терен против Малеш од Берово и постигна победа од 2:1. Со тоа, барем на почетокот од првенството, успеа да го задржи чекорот со останатите екипи и да се реваншира за поразот што во првото коло го доживеа на гостувањето од Кидго Пекчево. Вестите на Канал 8 завршија, ви водариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.